На јавност, колеги пратеници, колешке Весна, самите овие дискусии денеска за разрешување на Марко Зврлевски се незаконски. Согласно изборниот законник, член 8а, од денот на донесување на одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирање на Советите, се стопираат сите постапки за разрешување и именување на носители на јавни функции, односно не може да се започне постапка со вработување на нови лица или постапки за престанок на работен однос, а започнатите постапки треба да се стават во мирување. Колешке Весна, новото владино мнозинство подготвува промени на Законот за државна администрација, кој ќе значи апсолутна партизација на институциите. Се предвидува укинување на оценување на вработените и раководните кадри ќе можат да бидат поставувани без никаква контрола. Наместо едно ниво, како досега на интерни огласи, во јавната администрација ќе може да се добива унапредување наеднаш за повеќе нивоа. Нов изговор е колешке Весна дека унапредувањето за само едно ниво не дава можност во администрацијата кариерата да ја градат службениците кои подолго време се на најниските нивоа во рамките на својата категорија. Во нивното барање колешке нема наведено дали едноставно ќе се укине унапредувањето за едно место погоре, со што ќе се отвори слободна проценка на министерот, директорот, раководителот, кого треба да се унапреди, за колку места и низ какви рамки тоа ќе се движи. Со ова колешке нема повеќе да има ни звања ни ниво, се руши системот на работни места и кариера и секој директор, раководител може да вработува и унапредува партиски лица онака како што сака. Колешке, овој закон кој што претходното мнозинство го донесе со европско знаменце беше поддржан од Брисел, побарање на прибе одитните реформски приоритети за целосна, ригорозна имплементација на овој закон. Меѓутоа, каде е сега прибе да се изјасни за ваквиот назаден чекор во реформите кои уназадуваат државната администрација? А зошто, колешке Весна? Само да се вдомат партиските послушници и шарените револуционери. Сега не им треба тест за интелектуален капацитет, им треба партиска книжка на СДСМ. Сега не им требаат меѓународни сертификати за познавање на странски јазик, им треба CV кој ќе содржи активности на шарената револуција или поголема активност на социјалните мрежи. Ова се овие колешки познати реформски ставови на новото владино мнозинство. Во 90% колешки од поставените раководни позиции не ги исполнуваат минималните услови. Дали тоа значи дека немаат кадар во собствените редови или се бара што подобар послушник? Благодарам.